Како што во живо вечерва во предворје на утрешниот ден 1 мај го имам за соговорник Слободан Трендафилов, прв човек на ССМ. Добар ден, добро вечер. Добар ден, благодарам поканата. Го погледнав дел од вашиот прес, она што е јасно дека ССМ утре излегува на протест. Се обидов да прочитам, ама не успев. Има некоја мото, некоја парола под која утре ќе се протестира, некој слоган? Слоганот е протестираме за плата. Зошто е таков? Затоа што сите работници кои се обратија до ССМ, верувам дека се обратили до другите синдикати, укажуваат на несразмерното зголемување на платите, односно произволното или од рака зголемување на платите, иако имаме добра методологија, функционерска, просечна плата по коефициент за сложеност, нешто што е добро за функционерите, ние како ССМ сметаме дека е уште подобро и за работниците, но за жал се покажи изминатиот период дека парцијалните со различни проценти зголемување на платите доведоа до ваква ситуација. Дури имавме и ситуација до пред некој ден да голем дел институции во јавниот сектор, што е жалносно, да не добијат ниту плата, па вработените во културата да излезат на протест, вработените во министерствата исто така на почетокот на годината 5 денови да протестираат за додаток на плата како што го примаат другите нивни колеги. Затоа оваа година слоганот кој ги обединува сите поддржувачи на работниците, сите поддржувачи на работничкото движење и сите синдикати на крајот на краиштата е протестираме за плата. И сега јас ве прашувам дали нема тенденција во ова мото. Зошто е ова го прашувам? Например, да, култура протестира, имаше застој во пресметка секој март со порамнувањето, но ги добија платите, исплатени се во другите делови од јавниот сектор. Причината не беше висина или нешто, иако имаше удали тоа, начинот на пресметка, но ги добија платите, здравство доби линеарно зголемување на платите, па релевантниот синдикат за образование кажа добија и вработените, наставниците има корекција кај платите, минималецот, порамнувањето, тоа се исплати исто така. И сега ние имаме една нарација дека навистина има поместување за плати, сумата за плати во буџетот е зголемена, а вие велите како синдикалци протест за плати. Не е работа на синдикатите да бидат задоволни од парцијалните зголемувања на платите. Не пробувам вистината да видам во паролата или тенденцијата. Да, ние како ССМ покажавме дека протестиравме за плати во 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24 и еве сега и 25 година. Синдикатите секогаш протестираат за плати затоа што борбата за платите на работниците, достоинствените услови за работа, но пред се достоинствените плати на работниците за работата која работат, се највисоко на пиедесталот во работничката борба и во агендата на синдикатите. Ако некој друг кажува спротивно, верувам дека сите препознаваат дека се обидува да манипулира или народски кажано лаже. Зошто го велам тоа? Борбата на синдикатите за раст на платите не може никогаш да запре. Утре да добиеме зголемување на плати нема да биде доволно затоа што гледаме дека цените во супермаркетите растат далеку побрзо од растот на платите. Главниот изговор на сите во изминатиот период, па и на политичарите и на работодавачите беше дека растот на платите а подгрев инфлацијата ги зголемува цените. Изминатата година за жал поради парламентарните избори, кои никој не е виновен, избори се избори и во одреден временски период се мирува во државата, не се зголемија платите на сите работници, но видовме дека цените на производите, особено на основните прехранбени производи, како фрапантно, драстично се зголемија, па владата мораше дури да презема други конкретни активности. Велите, како рековте, владата и работодавачите велат дека зголемувањето, тоа го кажа и меѓународните финансиски институции, па тоа на крајот го вели и самата економска наука. Вештачкото зголемување, растот на пари, на плати, ако не компарира со продуктивноста во економијата, тогаш имаме навистина подгревање на инфлацијата. По најавата во вестите реков со стари проблеми на нови првомајски протести. Од кои синдикати, еве информација да успеам од вас да извлечам, ги очекувате утре на улица? Ние имаме различни синдикални организации, малку за репрезентативност и за таа меѓусебна синдикална битка ќе поразговараме. Конфедерација на синдикати денеска вели сега за сега добро се случува и одвива диалогот, социјалниот диалог со власта и во моментов нема причина за протест. Освен вас и веројатно сите ваши членки, гранкови синдикати утре на улица, дали ќе видиме некои други синдикати како поддршка? Сите кои му мислат добро на работникот ќе видат утре на улица. Нема да бидат само овие кои 1 мај го прославуваат денеска во луксузен хотел на 30 април.
Тоа е нешто што е недозволиво во синдикалното движење. Сите Тоа на што мислите на денешната дебата и изјавите, на што мислите? Сите синдикати, па на конференцијата која правеше нашиот братски синдикат, Конфедерација на слободни синдикати на Македонија, патем председателот каже дека утре ќе одмара со неговото семејство, меѓутоа нашите семејствата на работниците утре ќе бидат на улица затоа што платите во Македонија се ниски. Сите кои се добронамерници и кои мислат добро на работникот, утре очекуваме да излезат на улица не на повикот на ССМ, туку само себе си да се повикаат и да дојдат да кажат дека платите во Македонија се ниски од неколку фактори. Првиот фактор е тоа што Македонија има најниска минимална плата во регионот. Ако порано бевме некаде на средината и две минимални плати ја покриваа синдикалната минимална кошничка, денеска повторно се прави разлика, минимум 2,5 минимални плати се потребни за тоа. А да не зборуваме дека 396 евра колку што изнесува минималната плата во Македонија е далеку пониска дури од Албанија, каде што е повеќе од 400 евра, Србија 457 евра, Црна Гора 600-800, Босна и Херцеговина веќе имаат минимални примања од 600 евра, да не зборуваме за Хрватска и за Словенија, тоа многу пати го говориме од една причина. Ако сакаме ние да ги задржиме квалификуваните работници, патем работодавачите во изјави на медиумите пред неколку денови кажуваат дека немаат веќе добро квалификувани работници и дека недостатокот на работна сила станува проблем во Македонија. Но зошто? Затоа што луѓето одат и заминуваат да работат за повисоки плати. Условите за работа, тој економски фактор не е единствен или за тоа. Јасно е тоа дека тој не е, меѓутоа нашата борба е токму растот на платите, да елиминираме еден од факторите да ги задржиме работниците дома. Трентапилов, од која позиција преговарате? Ние изминатив период ви во ова студио бевте и присуствувавте на дебати и на соочување размена на аргументи. Синдикатот ССМ под ваше раководство, веројатно дел од тој атак беше и личен кон вас, што може би очекувано сака да ве делегитимираат како власт. Како во моментов го дефинирате тој социјален диалог? Како мислите дека ќе избоксувате нешто ако власта, например, сега во моментов вели ќе ја проверуваме репрезентативноста, ќе менуваме можеби закони, се правиве притисок од другите синдикати да се симне прагот на членство, па има обвинувања дека не давате исписници по закон, по 3 години на сила држите синдикалци за ваши членови, а тие сака да бидат член на друг синдикат. Значи се создаде еден широк фронт од аргументи, а вие треба да преговарате за подобрување на работнички права, во исто време можеби да ја водите битката за опстанок на ССМ. Не, ја водиме битката за опстанок на работниците во Македонија, за достоинството на трудот и достоинствените плати. ССМ ваков каков што функционира 79 години, односно 1946 година. Многу луѓе, многу влади, многу функционери, многу политичари се обидели да го клекнат на коленици. Но прашањето е зошто го прават тоа? Затоа што бараме зголемување на платите. Доколку и ние, како овие другите синдикати, кои денеска правеле некаква конференција за работничките права, по пат на социјален диалог ги решаваат проблемите, а патем прифаќаат пониски проценти од предвиденото за растот на платите на нивните членови, го направевме истото. И ССМ прв речеше дека нема потреба од растот на платите, како што го велат, тоа мораме да почитуваме само закон и колективен договор, кој патем закон за минимална плата овозможува само 1800 денари осогласување на минималната плата, а не е доволно. И прифаќавме подпишување на колективни договори, односно адакта ставање на општиот колективен договор за јавниот сектор, каде што ќе елиминиравме можност на 128.000 работници да имаат право на најмалку 12,6% изголемување на нивните плати оваа година, како што имаа право функционерите. Добро. Тогаш ќе бевме добриот синдикат и тогаш ќе бевме послушниот синдикат и тогаш ќе бевме понизниот синдикат. Меѓутоа, сама тоа што го покажува во минатото, го покажува и денес дека не молчи на ниту една влада без оглед на тоа која политичка опција доаѓа. Ние сме избрани токму да ги трпиме притисоците кои ни ги нанесуваат политичарите и политичките функции. Одредени политичари во претходната влада и во оваа ни кажуваат дека нормално е опозицијата да го поддржува синдикатот, но владата не може да го поддржи синдикатот затоа што требало да води сметка за државната каса, но во државната каса видовме дека има пари, но не се правилно распоредени. Не може трошоците за превоз на избрани и именувани функционери во државата од работниците да бидат повисоки од минималната плата. Македонските работници заслужуваат достоинствена минимална плата која по сите параметри вели дека би требало да изнесува најмалку 30. Знаете зошто го кажувам, бидејќи во позиција кога треба да се брани сопствената позиција и позицијата на синдикатот и репрезентативноста треба да се докажува и прикажува, во исто време треба да се води битка за нови колективни договори, па колективни договори кај што нема да бидат воспоставени повисоки плати, подобар стандард, па дури оспорена е онаа синдикална кошница
да видиме сега новата што се ќе ни преброи. Нема да биде речем нова. во такви услови како ќе ги браните тие работнички права, како ќе се борите во социјален диалог кој во моментов можеби е суспендиран, еве да кажам. За жал. За жал, социјалниот диалог во моментов е суспендиран. Суспендиран е првиот ден кога владата одлучи да ги повлече представниците на комисијата за утврдување на репрезентативност, и тоа од една причина. Се само достави списоци за онолку членови колку што е потребно согласно закон да има од вкупниот број на работници, или 10% од вкупниот број на работници, кој е некаде 619.000 во Македонија. 63.000 членови доставивме на списоци подпишани од синдикални представници од страна на работодавачите, заверени со печат и со подписи со се. Не, еве се има притисок и за еве малку дефокус правно, сепак е темата. Притисок да се смени законското решение и тој прак да... Многу е битно тоа, кога видоа дека имаме соодветна бројка и дека имаме релевантни списоци, ги повлекоа членовите на комисијата. Потоа 2 месеци изгубивме драгоцено време кога досега секој пат се разговарало со сите влади, зборувам од 2011 година до денес, за утврдување на износот на минималната плата, која е законска обврска, која е предвидено согласно закон како се утврдува, но да не заборавиме дека и во 2022 година беше законски утврдено тогаш да се зголеми минималната плата за 600 денари, но се само протестираше и се зголеми 2806, односно од 15 на 18 денари. Да. Луѓето го односно функционерите, го забораваат тој момент дека ние на таков начин извојувавме зголемување на минималната плата за некои 48 евра во тој период, што и тогаш не беше доволно, како што не е доволно сега за денеска, да ни замеруваат, да не напаѓаат со се можно, затоа што бараме дополнително зголемување за 6.000 денари на законското усогласување на минималната плата, односно 24.400 до 31.000 или 500 евра, но со забелешка тие 100 евра да ги добијат сите работници во државата, зашто предложивме неколку методи на се тоа беше одбиено, јас колку што знаеме од италијанските власти. Единствено нешто што за сега не е одбиено е да си подадеме рака и да зголеми минималната плата на 500 евра, за тоа да се плаќаат придонесите ние на владата денеска и подаваме рака. Колку вака едноставно звучи тоа, колку има политиката уделбо се тоа, денеска малку гласно размислува во редакција, со колегите разменивме мислење и велам како би изгледал екранот, кога покажеме конкретна година што се случувало на 1 мај, кои синдикати протестирале, другата половина на екранот, кој бил на власт во таа дадена година. И веројатно ќе добиеме некоја опозит слика, но вие набројавте дека... Не ќе добиете слика дека се само од 2018 година протестира секоја година на 1 мај, но партнерите за поддршка би се развиле, улогата таму е сменета, сакам да речем. Во зависност од перцепцијата од која гледаат, дали се власт или опозиција, секогаш поддршката е од различна страна, но тоа што е добро е што сите во моментот сакаат да бидат од оваа страна на барикадите, односно од страната на работниците и да се изборат заедно со работниците за зголемување на плати. И тука веројатно после 1 мај ќе треба и политичките чинители во Македонија да покажат дали се за и против работниците, дали ќе гласаат во парламентот на пример со огромно мнозинство зголемување на работничките плати онака како што се зголемени функционерските. На пример, ќе наброам уште 2-3 работи кои ги побаравме и на минатиот 1 мај, дали ќе возможат трошоци за превоз онака како што уживаат тие и трошоци за храна онака како што уживаат тие. Ќе мораме еднаш да разграничиме кој е за, а кој е против. Ние како Сојуз на синдикати на Македонија во минатото, особено по 2018 година, сме покажале дека со сите влади можеме да имаме добар социјален диалог, но можеме да имаме и протести на улица. Тоа што го покажавме е дека протестиравме во јавниот сектор 365 дена. Во јавниот сектор штрекувавме, имавме генерален штрек во јавниот сектор, затоа го добивме и општиот колективен договор за јавен сектор со дополнителни 10% зголемување на плати, дополнителни коефициенти, односно проценти за додатоците на плата, некому денеска тоа му смета. Тоа што јас како слободан, не како претседател на Сојуз на синдикати на Македонија, не можам да се согласам некој таму некаде во мое лично име да преговара нешто помалку од тоа што ми следува. Во конкретниот случај, некој да договори помалку да ми се зголеми платата од тоа што е утврдено со колективен договор или со закон. Трендафилов, од вашите, како да кажам, синдикалци, имавте ли реакција последна емисија и дебата во ова студио, кога пратеникот Петрушевски ве праша неколку пати колку е вашата плата, дали надминува 2000 евра, 60.000, 100.000 денари? Дали имавте реакција од синдикалците околу вас, дали разговара, дали може би тие прашања предизвикаа некој револт? Платата на претседателот на ССМ ја утврдуваат токму синдикалците, оние 300 членови на органите и телата кои пред неколку недели беа на улица за да им покажат дека не одлучуваме сами, туку дека одлучуваме колективно и едногласно.
Тоа што се обидува да го направат е како во едни минати времења да кажат дека платата на председател на ССМ платата на Слободан на крајот на криштата е 60.000 денари, па немаше никакви негативни ефекти. Па стана 75.000 и почнаа да лицитираат да видат на која вредност ќе се подигне прагот на револтот кај работниците и кај граѓаните. Меѓутоа тоа што го добија доколку погледнаа по социјалните медиуми веројатно ќе беше бесот кој е против нив. Имаме луѓе кои со 160.000 денари зборуваат за плата на председател на ССМ или на Слободно 60.000 денари. Имаме луѓе кои велат дека 24.000 денари 400 е доволна минимална плата и доколку синдикатите се договорат и работодавачите ќе ја зголемат и минималната плата, но тоа што е клучно во целата таа состојба е тоа што на секаков начин не бираат средства и мерки само за да не замолчат. Повторно нагласувам, да замолчевме и пред 18 месеци, да замолчевме и пред 10 месеци, да замолчевме и вчера, немаше да бидеме напаѓани. Во реформскиот план на владата видов дека еден од приоритетите се токму тие реформи во јавната администрација, квалитативни, веројатно и квалитативни, и квантитативни, сакам да кажам. И веројатно неизбежно ќе дојде на дневен ред и прашањето за ефикасност во работата на таа јавна администрација која алиментираме сите ние граѓаните, особено од приватниот сектор, околу 168.000 вработени вкупно на ниво на цел јавен сектор. Ќе се обидам да бидам, иако краток заради времето, но да појаснам нешто. 168.000 или 138.000 или 128.000 не е јавна администрација. Тоа се вработени во јавен сектор, вработени во водовод и канализација, вработени во јавни комунални предпријатија, вработени во и други јавни предпријатија, вработени во државни фирми, во државна собственост. Се разбира дека има и вработени во луѓето што препознаваат администрација, односно луѓето кои се на шалтери, меѓутоа да не забораваме дека тие луѓе имаат плата од 25.000 денари до 27.500 денари. Тие луѓе за толку работат на шалтер. Тоа што нас уште повеќе не загрижува е тоа што во буџетот моментално има 13,8% предвидено маса зголемување на масата на пари за плата. А ако вие давате парцијално волку проценти на една дејност, волку проценти на друга дејност, одбивате да дадете 12,6% на целиот јавен сектор, тогаш се поставува прашањето дали тие пари ќе бидат злоупотребувани од политичките чинители без оглед на тоа на локално ниво зборуваме има двете политички опции, дали ќе бидат злоупотребувани за некои следни вработувања, односно дополнително зголемување на вработените во јавниот сектор токму за оние вработени за кои тие кажуваат дека се пребројни, дека ќе треба да се прават реформи, но ССМ и синдикатот НУПОС многу често зборуваат дека се потребни реформи во јавниот сектор, но никој не сака да го донесе законот за вршење на висока функција во државата, односно треба да средиме куќата од темелите, не од кровот. Да, навистина е хаотично тоа со платите во јавниот сектор, толку години ги работиме и несфатливо е на пример еден сегмент во култура да се има висина на плати кои можеби се, го сум го кажала тоа во емисија, повисоки од некој што работи во некоја клиника, ме разбирате, со пациенти во прашање здравје, не сакам да споредувам, но неминовно е во контекст дека сепак постои таа хаотичност, од секоја влада слушаме дека кога ќе дојде на власт, ќе воведе еден ред, една систематизација во платите, дека службеник во секој ресор е едноставно службеник. Што е проблемот тука? Платите во култура не се многу високи. Платите на другите работници се многу ниски. Така е. Тоа што е клучно да нагласаме дека сите синдикати во минатото кога синдикатот за култура потпиша колективен договор, требаше тие колективни договори кои ги имаа каде што имаат коефициенти на сложеност да утврдат методологија со минималната во тој период, а денеска со просечната. Ние сметавме како ССМ дека ќе го елиминираме сето политичко влијание кое се случуваше изминатиот период, односно кој е поблизок до министерот за финансии ќе добие поголемо зголемување на платите, како што беше случај изминатите 7, 8, 10 години, а кој не е поблизок нема да добие апсолутно никакво зголемување и така се доведе во ситуација да одредени работници на исти места во различни институции имаат за 10, 15, можеби и 30.000 денари различна плата, но тоа што требаше да го овозможи општиот колективен договор и што го овозможува и денеска е тоа што на сите тие луѓе ќе им порасне платата за 12,6%. Сите ќе добијат исто зголемување на платите, но тоа што не може да го решат политичарите, не може да го решаваат преку синдикатите и на грбот на работниците, односно не може на некој работник да му скратат плата за да добие колку другиот, туку треба на другиот да му зголемат колку на тој за да имаат сите исто и потоа да добијат сите исто зголемување, но видовме дека нема апсолутно никаква волја, патем, онаква каква што е со должна почитувањето на одлуката на Уставниот суд за 78, сега веќе 79% зголемени функционерски плати. Минималната плата
колку дегутантно тоа да звучи во едни вакви околности на висока инфлација и на вистина скапа живеачка, како да ја кажам. Сепак тоа е една вечна битка, како да ја кажеме, за стандардот на работникот. Веројатно веќе доаѓаат времиња каде што и работодавачите ќе немаат премногу избор. Веќе се доедени. Е раситнет пазарот на труд од повеќе фактори, дел од младите квалификувани луѓе веќе замина поради економски причини, некои замина и поради други причини, бидејќи веќе не може да живеат во ваков систем и одбиваат да живеат во еден ваков систем. Понудата на пазарот на труд кај нас веќе се ситни. Ако ги погледнеме оние податоци од Агенција за вработување, да видиме старосната структура на тие луѓе што се водат како невработени, тоа се повозрасни луѓе без квалификација. Тоа е друго, зборуваме оние активни баратели на работа. Тоа се повозрасни луѓе без некои специјални квалификации. Се носиме и законски измени за либерализација на увоз на непалци, пакистанци и така натаму, на мигранти кои што би можеле да работат тука на проекти. Доаѓаат малку покомплексни времиња, сакам да кажам, или веќе се дојдени за вкупниот пазар на труд. И веројатно никакви законски решенија нема да помогнат ако некој работодавац сака да ја среди фирмата и да ги задржи вработените. Ниту ќе помогнат, ниту ќе одмогнат законските измени, туку бизнис планот, што самиот тој го има и визијата за работата. Како е маршрутата за утре, од каде почнувате, каде пораките ќе бидат испратени? Само ќе ми дозволите кратко да се надоврзам. Мој колега кажа дека 500 евра не е добра плата. 500 евра минимална плата помножена по коефициент за сложеност е нешто што го размислуваат и што треба да го добијат работниците. И затоа и тие екзибиции со увоз на странска работна сила, пополнување на работните места. Не се екзибиции, тоа е реална потреба на пазар на труд. Меѓутоа видовме дека и тие не остануваат во Македонија за таа ниска плата. Добро, сега се менуваат законските за да можат полесно да добијат работни дозволи, значи во најава се такви законски измени. Не се проблемот само работните дозволи. Претходната влада, ако пометите добро, најавуваше бум на увоз на работна сила, меѓутоа првите луѓе кои ги донесоа од Непал, од Индија, од Пакистан, ако не се лажам, првата работа што ја направија од починија во Македонија и потоа заминаа некаде во спротивен. И Албанија се соочи со тој правец. Албанија дури беше укорена од Европската унија затоа што ги донеси од таму дури со бродовите полесно заминаа во Италија. Не можеме да дозволиме Македонија да стане на голема туристичка дестинација на странска работна сила која ќе одмара во Македонија, ќе ја плаќаат македонските работодавачи, имајќи во предвид дека им треба сместување, храна, обука, преквалификација некоја, а овие да им заминат во странство, а патем тоа да не сакаат на работниците, но работодавачите во Македонија не се сите исти. Имаме работодавачи кои од почетокот на годината ги зголемија платите за да ги задржат работниците. Голем дел на работодавачи, дури во Охрид Стопанската комора, представници нејзини истакнаа дека 500 евра минимална плата можеби е нешто што треба да го размислуваме и за да ги задржиме работниците. Иако и тоа можеби да не е доволно. Стопанската комора на Северозападна Македонија го бараше тоа од минатата година. Дури и другите работодавачи потајно бараат од ССМ се избори да не плаќаат придонеси за дополнителното зголемување за да може да им се излезе во се бараат варијации и начини за да Затоа утре протестираме за плата. Почнуваме во 11 часот од предработничкиот дом. Се разбира дека од други локации ќе ни се придружат и други синдикати, други борци за работнички права, други активисти и други добронамереници на работниците. Одиме пред собранието каде што најгенерално ќе побараме од пратениците, односно од политичарите или политичките партии кои се дел од собранието, најбрзо да донесат измени на законот за минимална плата за зголемување на истата на 500 евра и за 100 евра зголемување на платите на сите останати работници. Продолжуваме пред работодавачите кои веќе не можеме да ги наречеме работодавачи, туку ќе ги наречеме газди затоа што се однесуваат на таков начин, имајќи во предвид дека првиот момент кога видоа дека владата не напаѓа, се тргнаа настрана и чекаа да видат како ќе се справи владата со Сојузот. Стопанска комора, пошто работодавачите не се така, што е веднаш до собранието, најголемата стопанска комора во Македонија е таа и продолжуваме пред владата каде што ќе ги истакнеме сите овие барања за кои ќе бараме владата веднаш да превземе соодветни активности на владата. Не и требаат изговори како тоа се договорат работниците и работодавачите. Работодавачите го имаат капиталот и имаат моќта. Владата има политичката моќ, работниците имаат само нивната бројка и затоа ги повикуваме сите оние кои сметаат дека утре треба да ни се придружат на 1 мај да застанат рамо до рамо со нас, да застанат рамо до рамо со нивните семејства, да застанат рамо со другите работници и да го кажат ова што сите ние го мислиме. За среќа наша, се повеќе луѓе размислуваат како нас, се повеќе и ние размислуваме како другите луѓе. Слободан Трендафилов, јас само да спомнам дека во ова студио кај колегата Сетра Извановиќ беше и Маријан Џистевски од синдикатот
Конфедерација на синдикални синдикални организации, тој ги кажа аргументите на таа синдикална организација, ве отстапивме простор и време да се чуе гласот, аргументите за и против протести. 1 мај, ќе видиме каков ќе биде одзивот, ви посакувам успешен протест, секако секој протест, односно на вистинско место и адреса да бидат слушнати пораките. Се надевам дека ќе не слушнат и се надевам дека на маса ќе ги решаваме прашањата, а доколку не се разбира дека ќе не слушаат од улица, меѓутоа да бидеме и тројца, и 300, и 3000, и 30.000 утре ќе бидат пораките исти. Ви благодарам за учеството во Аргумент Плюс. Ви благодарам на можноста. Да, почитувани гледачи, со овој разговор го одјавувам овој информативен блок. Од мене пријатно